Добро утро и од мене и добре дојдовте и овој музички вторник во магазин. А денеска ова издание го отвораме со мојот драг гостин, фолк пејачот Даце Николовски. Како што видовте и во промо најавата, го промовираме неговиот нов прв албум Тајна љубов. Зборуваме за соработките со колегите, со авторите за овој албум. Ке погледнеме и видеозаписи, настапи од фестивали, а ни раскажува и за плановите за оваа година, па затоа ве канам на една убава дружба. Добро ти утро, Даце, драго ми е што си ми гостин после подолго време. Добре дојде. Не сме биле долго време, благодарам на поканата. Секогаш ми е задоволство, чест да разговарам со тебе, да ги поздравам гледачите на вашата емисија, екипата која е позади камерите. Верувам дека веќе се чувствуваш како домашен во Сител телевизија, бидејќи те гледам и по други емисии, популарен си во Мерак Мејана. Да, така е. Во последниве години ми има доста најмногу на Сител телевизија, не дека по другите медиуми не, да не се налути некој, но тука сум многу често. Многу пријатно, баш како дома се чувствувам. Гледаш како се стокмив некако учеше овак. Па мора некаде и најмногу да те има, да си најзастапен на некој медиум. Токму кај нас тоа се случува. Така. Предлагам да започнеме со игра, бидејќи од неодамна, како што знаеш, имаме мини игри, овој пат со тајмер. Ке започнеме од Добро. 60 секунди, имаме прашања или, така што ќе ми одговараш на секој прашање. Се надевам ќе имаме доволно време за сите да ги поставиме. Да. Еве го и тајмерот. Рок или рап музика? Рап. Опа. Кино или театар? Театар. Концерт на отворено или во сала? На отворено. Елегантна или спортска облека? Често сум во елегантна, сакам спортска. Добро. Значи, бираш спортска? Спортска. Одмор на море или на планина? На море. Пролет или есен? Лето. А од овие две? Пролет. Добро. Фудбал или кошарка? Фудбал. Англиска или шпанска лига во фудбал? Многу слабо следам спорт, шпанска. Добро. Работнички или МЗ? МЗ. Дизел или бензин автомобил? Бензин. Вино или пиво? Вино. Тестенини, паста или пица? Пица. Велосипед или тротинет? Велосипед. Таман. Колку ти остана? Толку. Баш на време ги прочитавме и одговоривме сите. Кажа дека сакаш фудбал, но не следиш, а играш рекреативно, Играв спортуваш? до пред некоја година, да. Си го повредив едниот мускул на колегијално од работа. Се собиравме редовно, игравме фудбал, си го повредив мускулот на десната нога и тоа траеше долго време. Го истегнав мускулот и не дека нешто ми беше кој знае каква страст во животот, ама докторот прво што ме праша ми рече колку ти е важен фудбалот во животот, викам меѓу последните места. Следната повреда вика не дај Боже ќе биде поголема и така. Не сум нешто многу физички активен кога е тој вид на спорт, но знаеме да пропешачиме, да возиме велосипеди со сопругата, со децата и тоа добра километраж. Така? Урбана, градска, ама добра километраж. Каде одите? Не мислам низ градот. Кејот на Вардар ни е најчесто од кај нас, од аеродром каде што живееме до скоро до мостот Влајко и назад, тоа се точно 18 километри. Кој се уморува прв? Па во последно време и јас. А големиот син е најактивен и он баш добро ги вози без проблем. Тренираат нешто и тие? Имаат некој спорт кој што Тренираат им е музички умилен? инструменти во Нижо музичко училиште Илија Николовски Луј. Малце ги мрзи на моменти, ама тоа е. Пубертетот ги дрма и двајцата, така да нормално е. Јас тргам секојаш од себе. Така? Што сакаат тие понатаму? Да бидат или да прават по твои стапки да тргнат или нешто малку поразлично? По мои стапки, тоа Господ така сам си ги нареди работите. Јас многу често знам да кажам кога ќе седнеме со пријатели, вака со роднини, нели секој гледа се најдобро за детето во животот, сакаме децата да бидат подобри од нас. А никогаш не сме ги форсирале со сопругата дома да бидат музичари. Господ сам си ги наредил работите, им дал талент и на двајцата, што е многу интересно. Не ги фалам, јас не сум родител што дури сум скроз обратен од ова што го зборам. Значи јас сум некоја old school што викаат. Прво си го кривам моето, па после гледам дека не е криво. Што не ми чини нормално. Критичар. Голем.
И единствена работа за која сум ги терал двајцата, односно спомнал да ги однесам е фолклорот. Многу сакав да бидат фолклораши, да учествуваат во некое фолклорно студио, во игрално друштво додат. Не сакаа ни двајцата. Помалиот доста е талентиран за спорт. Некои перипетии се случија, детето не сака да оди на фудбал веќе, а големиот одеше на пливање, тоа доста активно. Поради еден ситен здравствен проблем мораше да прекине, поради да не му влага хлор во очи, имавме некоја ситница која мораше медицински да се заврши, така и он престана. Се случи некако случајно, а ништо не е случајно. Големиот еве го веќе 5-6 години е во основно музичко училиште, свирише гитара. Се префрли на еден инструмент кој е исклучиво за класична музика, фагот. Добро му оди, полуматурант е во основно училиште, Браво. сака да оди во средно музичко. Малиот 4 години свири виолина. И така, ги Секој по критикуваме на свој моменти. пат, на свој инструмент, но во музичките води. Па да, јас многу често знам да кажам, моите мајка и татко не се врзани никако со музиката. Татко ми беше полицаец, мајка ми се пензионираше како хигиеничар. Секогаш ми беа поддршка и ме буткал позади кога малку ке сакав да скршнам од правецот како и секој дете. Пубертетлија ми биле поддршка, ме советувале, но може би било малку на друг начин. Јас би го трасирал патот ако беа музичари. Еве сега моите деца ја имаат таа привилегија, некој да им даде скроз различен совет Да. од тоа што јас сум примал. И ветер во грб. Потешко е кога немаш некоја музичка подлога Потешко е. Потешко е да го добиеш кругот. Може би е поправилно така. И јас, да речам, се сам сум си направил. Мада не може ми тоа да го кажам, татко ми и брат ми ја носеа хармониката во нижо музичко толку години, бидејќи тежеше повише од 15 кила. Ја не дека бев мал, ама 15 кила за основец. Не се малку да ги мкнеш на така навака по неколку пати во неделата. Сите ми беа поддршка, но за да дознаеш како тече тој процес и да почнеш да си го трасираш патот, за да дојдеш до вакво нешто после 20 и кусур години, може би било полесно кога би потекнал од музичко семејство, тоа е докажано. Да, но може би тогаш па и би имало од оние коментари, како што знае, нели, публиката да дава, дека ете, тој станал музичар ради некого, дека му било полесно, дека не се мачал. Да, затоа пред малку реков, може би е поправилно така, како јас што сум направил, се на својот грб да осетам, без никој да ми помогне, ќе те однесам ваму, ќе те однесам таму, ќе ова, ќе она. Или контакти ке ти... Ете така, да не речеме, врските ќе почнеме да ги... Така е. Да. Но не знам како да кажам, да не видам погрешно сватен. Сепак, подобро е да си го осетиш на свој грб. Затоа и веројатно избравме некои такви инструменти за утре јас да се чувствувам добро, дека не сум му ја завршил целата работа во животот јас. Секако пак ќе повторам, секој родител сака да помогне на децата, но ете, ќе се занимаваат, се надевам, со класична музика, така да никој утре нема да каже, ете, тато им помогна, а ќе им помогне. Да, за овие од прилика 25 години кои што ги спомна, што претходат на овој албум, која е некоја најважна лекција што си ја научил? Да не газам преку живи луѓе за да дојдам до успех. Да. А што се прави за да се дојде до успех? Се работи во с Македонија? труд, без мрзеливост. Јас сум имал периоди во животот кога многу ме мрзело да правам нешто. Дали било во младоста, дали било пред 5 дена. Те фаќа на моменти, се случуваат некои работи каде што едноставно немаш амбиција да работиш нешто. Немаш амбиција. Денеска одмори ти 3-4 сата, ама утре мора да си ја побркаш таа работа. Нема неодење по емисии, нема неодење по утрински програми кај што ќе те поканат, нема, ќе те можеш да ги одбиеш еднаш, вториот пат више нема да те викнат. Работата е таква, јавна, мора да ти има секаде, ако сакаш да постигнеш успех, а успехот наш, барем мојот, се верувам и на голем број на колегите, се цели на тоа да остане македонската музика, да се слуша македонска музика. Така е. Да оставиш нешто позади тебе, зашто работиме сите. Не ти било некогаш тешко да
те следи јавноста будно, да секогаш Тешко ми е видиш... понекогаш, не дека јас сум кој знае колку популарен, во последниве неколку години дојдов до некоја популарност, малку можеби скромно од моја страна, но понекогаш пречи, се случувало да има и негативни коментари, да шетам низ парк со мојата сопруга и тоа е нормално. Јас немам проблем со тоа да слушам и негативни коментари. Не можам јас да му се допаѓам на секого. Во живо некој ти скоментирал нешто, ти дофрлил? Да. Например, што може да дофрла така? Непријатно ми е да кажам. Непријатно ми е да кажам. Не е само камера. Значи било нешто невкусно. Невкусно е да ти навлага во интима, да ти ја рачка сопругата како издржуваш ти, него го гледаме таму со такви, со вакви, со и тоа е непријатно. И така, се случува, не дека кој знае колку често, јас пробувам да сум и таков ќе останам, да сум природен, да сум искрен, да не сум глуматор, да не удирам четки сега тука тур гледам во камерата и да ги лажам јас гледачите. Јас сум лис маса, од друга страна сум скоро собратно, секогаш сум пробувал да бидам природен. До сега 99% од коментарите кои стигаат до мене се позитивни, во која емисија да сум гостувал, дали е тоа некој ток-шоу, дали е Магазин кај тебе или Мерак Меане или некоја музичка друга емисија. Секогаш сум природен, па дури кога не ме даваат на камера, знам зошто не ме даваат на камера. Затоа што си бил многу можеби во моментот сум требал нешто да изглумам, не ми тргнало од рака, сум бил природен и така. Да. Зошто толку долго чекавме за првиот албум? Не знам, вајнда поради предмалку муабетот некоја неамбициозност на моменти. Успони падови, тоа го има во секојдневието, ќе најдеш на некоја сопка, не секој ти мисли добро како што реков. Зошто толку долго? Ова зависи од многу работи, не зависи само од мене. Тука има еден тим, ете на задната страна од седето, има еден тим кој треба многу правилно да го составиш. Ако јас да се повторам сега по кој знае кој пат, мојата среќа може би за разлика од нечија друга малку доцне, ама секогаш доаѓа. И Господ така си ги реди работите, се е споро, малку поспоро, за разлика од нечија друга кариера, пак ја повторам, но се си е како што треба. Се случило со причина, ништо не е случајно. Се уверен сум дека паметно си е составен целиот тимот позади, се тоа квалитетни, еминентни имиња. Да. Може би многу време ми требало да изберам текстописец или аранжер, па да се одлучам, па да ја извртиме од сите страни таа музика, аранжман и текст, да видиме дали тоа се вклопува. Секој од нас има и дополнителни приватни работи, не можам јас да ги тортурирам луѓе, ајде денес, ајде утре, и така си проаѓа недела, две, па после тебе ти излегло нешто и така си проаѓаат години. Сега се осетив најзрел дека треба да се случи ова. Да, тоа ме интересираше како се бира тој момент. Јас верувам дека е така, од искуството ни сите изминати години, од тоа што го гледам околу себе, од колегите кои имаат многу поуспешна кариера, од мене на помлади години, и јас мислев дека треба да наполнам 40, па да го издадам CD-то. Така имаше зацртано? Не сум зацртал, така се шалам. Некоја возраст? Се чувствувам многу искусно, многу стабилно, мислам дека сега најмногу можам, дека сум многу сериозен за да застанам позади сето ова, искусен да знам како да продолжам понатака за да направам и второ издание, па здравје Боже и трето. Се надевам дека до другата година ќе се случи и второто, веќе си работам, си бирам песни, во комуникација сум со одредени композитори, аранжеристи, сакам да одам на фестивали да пеам. Да, многу од песните и таму ги презентираш. Да, голем дел од песните ми се фестивалски. За жал, квалитетните фестивали се помалку веќе ги има кај нас, остана само Валандо. Беше на Роса Фест исто? Да, Роса Фест е тука, Охрид Фест е тука. Да, се тоа добри фестивали.
ете дел од нив се и надпреварувачки, Роса не е, што е добар поттик за сите млади генерации кои нема да кажам дека мене не ми значат наградите кои ги земам на фестивали до сега. Ти си млада генерација. Неколку фати благодарам тебе ти многу. значат наградите. Пробував да те наведам да кажеш, ама ете ти текна. Знам. Во Охрид со 2 награди. Да, во Охрид јас имам награда за интерпретација минатата година. Пред таа имам втора од жири, пред таа втора од публика и 2 текста со први награди. Минатата година исто, нели? Минатата година е на Ѓорѓи Калаџиев, претходната е на Анита Даева. И така, интересно. Скршени весла, насловот некако кореспондира со Охрид? Тоа е многу интересна случка. Ќе го поздравам Ѓорѓи Калаџиев. Текстот беше конкретна порачка, сакам да ми напишеш текст, ќе пеам на Охрид фест. Имав текст за Охрид, кај што се спомнува Охрид, езерото, кај што се спомнува Потпеш, Канео, тие катанчиња доле кои ги заклучуваат младите заљубени. Сакам нешто каде што нема да се спомнува Охрид, да не се повторува. И маестрото си ја заврши работа како што треба, го поздравувам уште еднаш. Му благодарам многу. Многу добри критики добивме за песната. Многу интересно почнува музиката и аранжманот, што особено ми се допаѓа. Секоја си е различна на свој начин. Тука има и фолк поп. Да. Жанр, не е само фолк. Некои се помодернизирани, некои поразличен стил. Да, Утеха нема, која е изведена на Роса Фест пред неколку години, таа е малте не можеме да ја сврстиме во забавната музика. Да. Сенка, која е единствената балада. Сенка исто многу убава, да. Мене ми е, не знам, јас сега се сеќам кој ќе ја споменам. Единствената балада испеана ми е со толку многу емоции и секогаш со радост ќе спомнувам и ќе се сеќам дека придружниот вокал на таа песна го е на Сара Пројковска. Јас никогаш нема да ја заборавам. Така. Ќе ми остане цел живот во сеќавање. Еве сега, нели. Вчера мислам дека беше таа неубава годишнина. И така, мене, драга пријателка, секогаш со голема насмевка, секогаш со позитива. Кога да сум ставил некоја моја изведба на социјални мрежи, дали било со ансамблот Танец, имав една изведба од Чикаго или од Детройт, мислам дека со ансамблот Танец кој настапував. Бевме на турнеја, во оркестарски сплет, оди песната 3 години стана и сечокот ми го прати еден од присутните во салата и јас го објавив и ден денеска стои коментарот на тоа видео од Сара Пројковска кој е во неколку реда и мене особено ми значеше. И така. И ден денес ги паметиш. Тие моменти ти остануваат во сеќавање, како што кажа, се уште стојат тие некои коментари кои што ќе те потсетат и по години и години. Да. Многу интересно. На таа Сара ја има и на уште една на песна. Мислам дека е на Анета Љумаковска и Сара Пројковска, точно. Сара ја има на 2, Анета на 1. Анета ја има на Утеха нема. Сара Пројковска е на Тајна љубов и на Сенка. Која ти е тебе лично најдрага? Можеш ли да издвоиш некоја која што си ја доживеал баш емотивно? Сенка. Да. Емотивно Сенка, од нигде никаде. Мене не ми значеше ништо. Текстот е за некој кој прерано станал Сенка, па нека го разбере каква сака конотација, дали е за тоа, за некој кој повеќе не е меѓу нас, а сакаме. Како и да е, доста е емотивно таа песна, секогаш ја доживам така. Дали без разлика, еве ја пее во емисија во живо пред недела дена и посебни емоции има. Да, ме праша и мене кои ми се омилени, уште пред емисијата ми рече кој ќе ги преслушам да ти кажам која ми е. И се одговори пред камера, кои ти се? Сенка и Утеха нема. Да. Сенка и Утеха. Тајна љубов исто така. Мислам, секој на свој начин. Да, секој на свој начин. Но Сенка посебно некако ја допира душата, како што каже се согласувам. И самиот. А од овие брзиве, подинамични, кои најчесто сакаш да ги пееш, да ги изведуваш на настап? Која најмногу ти ја бараат? Јас Сенка ја пеам многу често во последно време, како една од првите кога сум на настап. Ете, нели сите почнуваме со некој
Балади Чанжарн, Сенка ја изведувам секогаш и утеха нема во брзите забавни песни, кога ќе дојде некоја таква комбинација, утеха нема. Јас се сврстувам, не само јас, и публиката ме сврстува во некоја таква средина, која е најтешко да ја балансираш, ама е можеби според мене со текот на годините искуството како што си го печам таа златна средина, така да подеднакво пеам добро и фолк и забавна музика. А доста често се пронаоѓам во забавната музика. Така, и во рапот се пронаоѓаш. Не, сакам многу. Ми одговори преска. Интересен ми е затоа што тие луѓе се свесни и знаат дека не се пејачи. Голем дел од нив не се музичари, во последно време и оди еден термин артисти. Добра. Тие луѓе нашле начин своето да си го кажат без да се срамат или не знам, без да се, како викаше Сладкар, сега го слушав на Буамара, без да се сецкам да си кажам што си имам да си кажам. И јас многу ги почитувам и многу добри текстови има во таа рап музика. Да. Да. Па да погодиш и момент кога ќе кажеш нешто најважно, ритам и сето тоа да се вклопи со музика во позадина. Не е воопшто едноставно, сите ние, па и јас во минатото сум мислел дека тие не се пејачи, на нив им е лесно, не им е лесно. Не им е лесно. И таму има нешто да се усогласи едно со друго и да се вежба и да се вложи труд. Така. И мене големиот слушаше едно време рап и уште понекогаш знае да пушти. Слуша и рок музика и така некако полека ми влагаше во и ми стана многу интересно кога обрна внимание што се случува во тоа. Да, значи слушаш и од помладите, ете нешто плюс може да се научи од музиката на англиски рок никогаш не ме влечело, не сум слушал. Слушаме сега. Слушаме во автомобил кога се возиме или кој ќе му кажам дај бе тоа слушалките префрли го во кола да видиме што е. Да слушаме и ние. Слуша супер музика. Да, ти се допаѓа и тебе. Да. Значи на прав пат. Дај Боже да се надевам дека се трудиме да се. Така, бидејќи имаме уште малку време, би те прашала уште некои прашања од играта, која што се вика завршија реченицата. Добро. Па ете, да видиме како ти би размислувал и би реагирал на некои од овие. Кога не би ме исплатиле договорен хонорар за настап, би направил? Или би реагирал? Тоа ни се случило малтене на 90 и нешто пост од колегите, да. Јас и сум изреагирал. Пружам рака, ти благодарам многу. Може дури и да не завршам со нека ти стои на чест, се свртам си отидам. Да. Не продолжуваш понатаму во Не се расправам. Дискусии, конфликти. Не. Јас сакам да бројам до 10, ама често не ми успева, така да се вртам на 2 и си одам. Мирен си вака по природа? Не. Приватно, кога ќе се изгасат камерите, ете кога не си во центарот на вниманието. Како си? Па сега земи во обзир колку ти збореше во емисија, колку јас, ќе ти стане јасно дали сум мирен. Па добро, треба гостино да зборува. Доста сум темпераментен. Темпераментен сум и така, забавуваш во друштво. Па тоа е убаво. Супер е, да, ама... Или некогаш знае да премени на другата страна? Знае и ми било криво многу пати во животот, ама да сме живи и здрави. Затоа сега броиш до 10? Сакам да ме... Ке бројам, ветувам дека ќе бројам до 10. Сакам да ме паметат како добар човек. Не мора да ме паметат како добар пејач. Или дека Даце бил во таа емисија, кажал тоа, тука треснал глупост, тука кажал добра работа. Браво, супер домаќине, не е домаќин, он го сака семејството, не го сака, какви коментари да има. Сакам да ме паметат како добар човек, без разлика на се во животот, па другото ќе си дојде понатака и децата да ми бидат на добар пат и да се гордеат со тоа што имале такви родители. Па да, тоа се вистинските вредности. Друго не мора ништо. Да, најважните работи во животот. Следно прашање. Нарачка на песна која не сум ја прифатил? Имам. И тоа многу често. Која, например, не би прифатил? Или каква, од кого? Ресторан е ресторан, кафана е кафана. Мора да биде шарено. Ако не е шарено, не е кафана. Нели тоа ше библиотека. Таму сите влагаме и учиме. Ама и таму сме сите од различни династи. Да, и... Кафана е кафана, има од се и се што, има песни кои јас не можам да кажам дека не ги знам, или дека не сум ги слушнал, но не сакам да ги пласирам, не сакам јас да градам таков репертоар. Иако тој човек смета дека ние сме квалитетно дуо или квалитетна група која прави добра забава, ќе се врати повторно на моите настапи без разлика дали сум ја отпел песната или не. А сум одбил доста често.
Така? Какви се тие, дали се поинаков жанр? Не сакам да пеам турбофолк, тежок турбофолк не сакам да пеам. Добро. Не сакам да пеам. Значи жанровски не е врзано за одреден изведувач или одредена Не. песна. Одредени изведувачи може да не ги сакаат собствениците на рестораните па да ни забранат. И тоа се случува? Се случува, да, но Тоа е ние личен некој... да, и доста често име грешка, затоа што мислат дека правецот на ресторанот ќе го водат само они. Правецот на ресторанот можат да го водат, но мора да бидат сигурни дека имаат добри музичари кои ќе им потпомагаат во тоа. Јас многу често сум разговарал на тие теми со собствениците, дека дел од водењето на ресторанот е наша грижа. Да. И затоа доста не почитуваат од нив, бидејќи доста се грижиме за нивните објекти, да имаат добра клиентела, да не има нешто што они не сакаат и што ние не сакаме. Но оставете го репертоарот на нас, верувајте дека барем кога сум јас во прашање. Да, сепак Дека се ќе внимава биде се што се под конец. пласира и се Така. внимава и на имиџот и на локалот и на бендот, на Многу пејачот. внимавам. Каков и да бил локалот, кади да се наоѓал, ако јас сум се сложил да пеам на тоа место, свесен сум кај сум легол, без разлика дали е некоја градска рурална средина, и јас сум пеел секаде. Значи сум пеел по некој село, на некоја планина, и никогаш не ми е срам да кажам, и сум стекнал многу добро искуство. Едно од најдоброто искуство ми се по такви средини. Зошто некои пак се срамат да кажат? Затоа што се сметаат за големи градски пејачи и за многу искусни, а станаа пејачи преку ноќ. Јас не. Јас 25-6-7 години колку пеам, се уште пробувам да бидам скромен, приемчив за сите, пријатен, па дури и кога сум ве одбил за некоја песна, немој да ми се лутите, сум имал голема причина зашто сум го направил тоа. Така, грешка е да се заборават корените или она од каде што дошле, од каде што почнале, да се Компир срамат манџа мора да знаеш дека се јаде и без месо, со месо е многу лесно да знаеме како е. Така. Не смее да се заборави. Така, уште едно прашање имавме, никогаш нема да. Накратко и тоа да го одговориме и за жал времето ни стача. Никогаш нема да навредам некого или ќе се повторам како на почетокот на емисијата, да згазнам преку некого намерно за да дојдам до некој успех. Никогаш нема да се лактам со колегите кои ми се конкуренција за да дојдам до мој личен успех. Никогаш. Така. Никогаш. Тоа се оние вредности за кои што зборувавме и пред малку. Јас сметам така. Ти благодарам многу за ова гостување и секако за албумот. Многу си Тајна пријатна, љубов. многу опушташ за да можеме да си кажеме зашто сме дојдени. Ти благодарам многу. Ќе ти го посветам сега на крај емисијата, намерно не го Чекаме да направивме. биде подпишано и со насловната песна и ќе завршиме со Тајна љубов. Ти благодарам за самиот крај за на просторот. емисијата. Ти благодарам и тебе, ви благодарам и вам, драги мои, за вниманието. Продолжуваме со музика и останете на телевизија Сител. Довидување.